користиме кеси, значи, што нема друга алтернатива, иначе не би користела. Колку пати ќе пазарам, толку ќе ми дадат кеси. Па може 50 дневно. Рекоа дека ќе немат, книжни ќе имат ова она, ама фактички уште сите ра така. Ја повеќе торби носам, ретко кеса. Па ја од секогаш од како дете, мајка ми, баба ми, сите ние сме употребувале торби и јас се уште таа навика не можам да си ја вакво отстранам. Повеќе носам торба. Си носам торба, ама не е битно. Тие директно ставаат во кеса. Не сум сигурна, ама мислам дека околу 300 години се потребни за да се распаднат пластиката и кесите пластични. Негде околу 100 години. Кеса не скапува. Мислам дека никош не се распаднува. И штетна е. Доста време. Ама за тоа некој друг треба да размислуваат и да превземе нешто така. Не селектираме пластика. Немаме услови за така да се селектира, иначе би се селектирала, сигурно. Од домашниот смет, отпад, како да го наречам, секогаш ги издвојувам пластичните кеси и пластичните шишиња. Доаѓаат дечиња од посиромашни и ги бараат, им ги собирам, им ги дава. И тој човекот таму што ги собира, и тој сака да земе некој денар да си заработи, не само ние. И мислам дека тоа е најправилно така. Ја ставаме у посебен континер. Нашиве ги ставам на оградата таму, ги земаат овие кои ги избираат, иначе друго ништо. Имаме континери, ама немаме посебно да се става пластика, посебно другото ѓубре. Јас, пошто живеам у село, еден јас, а во градот немам поима колку се. Штета нема. Нема, а и немаме култура. Во тие контейнери ќе фрлеме друго, не фрлеме тоа што треба. Континери нема. Иако во Америка ги имаш пластичните плави, шишиња ги ставиш, а пластиката посебно. Не ти го прима. А кај нас се што е. Премногу имаме околу нас пластика. Сметам дека законски тоа треба да се регулира, да се забрани, да се најдат некои нови модуси, може и хартиените, например, чаши за еднократна употреба. Тешко тоа да се забрани, затоа што е полесно за употреба, една употреба и го фрлаш. Тоа е не го периш, не го чистиш ништо. Не би требало да се забрани затоа што се користи, мислам, во појќе пригоди, така да треба да се внимават кај се фрлат. Најстрого треба да се забрани, бидејќи тоа мислам дека е најотровно.